35 пратеници од ВМРО-ДПМН се пријавија за збор за извештајот на Народниот правобранител непосредно пред точката за разрешување на обвинителот Марко Зврлевски. Предходно пратеникот на ВМРО-ДПМН Илија Димовски информира дека ќе формираат 10 пратенички групи во собранието. Со ваквата постапка разрешувањето на Зврлевски може да се одолговлече со денови ако некој од пријавените не се откаже од правото да дискутира и реплицира. Скопската епархија соопшти дека ниту тие, ниту Калишкиот манастир немаат нарачено ниту платено пловен објект и дека глисерот кој е во собственост на фирмата Sea Travel Group е донесен на чување во манастирот Калишта и од собственикот на фирмата е дадена согласност и манастирот по потреба истиот да го користи, велат од МПЦ. Европскиот парламент гласаше преговорите за членство на Турција во Европската унија да бидат одложени доколку Анкара го смени уставот и целата моќ оди во рацете на претседателот Реджеп Тајип Ердоган. Реагирајќи на одлуката, турскиот министер за Европската унија изјави дека одлуката е неприфатлива.